Се навршија точно 120 години од најголемата македонска загуба. Од најтажната вест која ги расплака сите македонци. Од онаа баница и оној 4 мај 1903 година. Точно 120 години Македонија е без својот најголем син, без големиот стратег, без визионерот, без стожерот и апостолот на македонското револуционерно движење Гоце Делчев. Велат дека времето ги лекува сите рани, но ниту по еден век и 2 децении таа рана наречена Гоце Делчев се уште боли. Се уште пече, се уште не кани да направиме навраќање на тој ден. На денот кој донесе ненадоместлива празнина за најсветата организација, за македонското револуционерно јадро, но и за целата татковина и нејзините граѓани, возлюбени во своите прастари македонски корени. За жал, уверувањето на македонците дека Гоце Делчев е бесмртен јунак падна во вода. Се случи тоа на денешен ден, пред 120 години. Се случи тоа на 4 мај 1903 година во селото Баница, Серско. Во спомен на тој злокобен ден, а во чест на најголемиот македонски син, еве сме повторно собрани на Струмичкиот плоштад кој го носи името Гоце Делчев. Еве сме исправени пред најголемиот споменик на Делчев во нашава земја, кој за наша среќа се наоѓа токму во нашата Струмица. Тука сме, по кој знае кој пат да му се поклониме на македонскиот великан, да си спомнеме за неговиот живот и дело и да му се заблагодариме за се што стори за нас и за нашата татковина. Гоце Делчев заслужува едно такво чествување како ниеден друг лик од македонската историја. Овој ден ни ја наметнува потребата, повторно, макар накусо, да се подсетиме на неговиот кус, но исклучително богат животен и револуционерен пат. Гоце Делчев е роден во Кукуш на 4 февруари 1872 година, како прво машко дете, а трето поред, во многобројното семејство на Никола и Султана Делчеви. Тој уште од најраната возраст се одликувал со позитивни карактерни особини, со силно изразено чувство за заштита на послабите и подчинетите. Се случувало тоа во времето кога мештаните ја воделе борбата против Цариградската патриаршија. На 6 годишна возраст Гоце тргнал во училиште, во Кукушката прогимназија и бил примерен ученик, желен за знаење. Како дете се дружел со македонците, турците и ромите. Уште од тогаш се истакнувал со космополитизам, а не со национализам или шовинизам. Во тој дух и воден од социјалистички идеи го продолжил својот живот и го градел своето дело. Образованието го продолжил во Солунската машка гимназија, каде што водел таен ученички револуционерен кружок, за потоа да се запише во военото училиште во Софија. По враќањето од Софија станал учител во Штипското Ново село, каде се сретнал со Даме Груев. Во меѓувреме, Делчев се вклучува во раководството на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Во неколку наврати бил затворен од османлиските власти, но поради немање на цврсти докази за неговото револуционерно дело, секогаш бил ослободуван. Учествувал на Солунскиот конгрес во 1896 година, на кој бил усвоена новата идеологија и стратегија на организацијата. Заедно со Ѓорче Петров биле одредени да изработат устав и правилник на тајната македонско-одринска револуционерна организација, во која подоцна била преименувана во внатрешна македонска револуционерна организација.